Јацу, каде? Ова е мојот кревет. Па немаше никаков знак, сите три беа слободни. Ние први дојдовме во собава и си ги одбравме креветите. Добро. Кажете кој е слободен. Впрочем, ниеден не е слободен. Франц, немој. Мене ми рекоа да дојдам во соба број 11. И јас дојдов во таа соба. Тоа е грешка. Оваа соба е веќе зафатена и ти треба да ја напуштиш. Франц. Нема да ја напуштам. Нема да ја напуштам затоа што ми рекоа да дојдам овде. Сакаш кавга? Вред? Ќе ја имаш. Франц, навистина Петер. Ова нека му биде поука да не ми се противи војдина. Хас, ајде да појдеме на ручек. Јас честам. Благодарам. Оди сам. Што значи тоа? Значи дека не сакам да ручам со тебе. Те сватив. Како сакаш. Остани со селанецов, тој ти одговара како друштво. Јас сум Ханс Милер. Од Минхен. А ти? Роберт Кох, фон Клаустел, од провинцијата Хановер. Те молам ако можеш извини за овој инцидент. Франц. Тој ми е земјак, го знам од порано, малку повеќе е разгален. Но ти ветувам дека ова нема повторно да се случи. Добро, ништо за тоа. Сум навикнал веќе на вакви работи. Уште кога учев во гимназија на разни размазени синови им пречеше тоа што бев најдобар ученик. А потекнувам од сиромашно семејство. Дома сме 13 деца, знаеш, и само татко ми работи. А што работи татко ти? Минер. Буф. Ама сега го напредија во надзорник, па така и можеше да си дозволи да ме прати да студирам на универзитетот. И тоа медицина. Медицина. Тоа самиот си го сакав уште како малечок. И еве ме како студент на медицина. Само без ни една бела кошула за првиот свечен час. Роберт, ако не се лутиш, ќе ти поземам едно од моите. Па не се лутам, зашто ли се лутам? Ти благодарам. Молам. Ханс, ајде, доди ме. Симни се ти и јас веднаш доаѓам. Роберт, не доаѓаш со нас?
Не, одете вие, вечер имам работа. Што да работиш, имаш време за учење. Ајде. Ќе одиме во некаја кафејана на поеден пијалок. И мислиш дека ќе биде само по еден? Ајде. Знаеш дека утре морам да го предадам ракописот на универзитетскиот конкурс за ново научно откритие. Одете. Мислев дека не е лошо малку и ти да се развеселиш. Постојано седиш во собава и учиш. Добро, како што сакаш. Пријатно, Ханс. Лека ноќ. Лека. Каде си, Роберт? Сите те бараат наоколу, а ти си се скрил во ова дубло, како по обичај. Што е што се случило? Како што се случило? Си ја добил, докторе, првата награда на универзитетскиот конкурс. Се шегуваш? Си добил 80 талири. И какво шегување? Ајде веднаш да појдеме, сите те чекаат. Ајде. Ајде, побрзете, мола. Дојдем ли? Чекај, чемжите. Ајде. Сите ли се таму? Да. Мили мои, кога мислев дека поради немање средства морам да го напуштам студирањето, ми се насмевна среќата и ја добив првата премија на универзитетскиот конкурс за оригинално откритие. Со овие пари ќе можам да издржам уште една година и навреме да дипломирам. Ве сака Роберт. Кох? Ве барам во вашето одделение, па ми рекол дека сте овде. Да, бев дежурен ноќеска, па ме фати мала криза и дојде да се напијам малку чај. Седнете. Треба нешто да разговараме службено. Може малку чај. Како што знаете, вашиот едногодишен престој во нашава болница завршува овие денови. Сакам да ви кажам дека ние го оценивме квалитетот на вашата работа многу високо. Но, мораме да постапиме според правилата и да ве распоредиме некаде во провинцијата. Од следниот месец вие ќе работите во Раквиц, градчето Раквиц, близу до Познање. Значи, селски лекар. Не ви одговара? Мене да, но сопругата. Женет сте? Да. Жал ми е, но неколку години ќе морате да работите во Раквиц. Ема, Роберт, каде си? Те нема цела ноќе. нешто страшно се случува. Не знам дали е епидемија или имав неколку слични случаи, ја не знам што е. Ме бараше некој? Доаѓаш еден селанец. Мислам дека рече Адам, така се вика. Адам? Да. Што рече? Дека му умрел уште едно теле и дека ќе го чува за тебе. Роберт, каде? На тој селенец му пцовисал скоро сиот добиток од некоја непозната болест. Па му реков да ми јави кога ќе има нов случај. Ќе одам да земам крв за анализа. Со што ти е крв на умрено теле? Мислам дека таа болест еднакво ги напаѓа и луѓето и животните. Одам да земам од крвта за анализа.
антракс. Црн пришт. Животните умираат од болеста антракс. Од каде знаеш? Уште пред 20 години тоа го докажал Полендер. А тој ги опишал како изгледаат тие микроорганизми и јас мислам дека ги видов во крвта на умреното теле. Микроорганизми. А што се тоа? Тоа се мали животинчиња со голоко невидливи, а пренесувачи на болест. Сигурен си дека тие мали може да предизвикаат болест? Да. Тоа го докажал уште Пастер и некои други лекари. Листер, например, лекар од Шкотска, докажал дека една хируршка рана може да зарасне без било какви компликации и загнојувања, доколку рацете, инструментите и преврските на хирургот се наполно ослободени од микроорганизми. А како се ослободило тие микроорганизми? Со загревање на инструментите. Но не знам дали овие што јас ги видов во крвта на заболеното теле се оние што се пренесувачи на болеста антракс. Ќе морам да направам неколку експерименти. А какви експерименти? Па бидејќи имам крв од заболено теле, тогаш ќе морам да експериментирам со телиња. Со телиња? Ти веројатно се шегуваш. Нам парите не ни се доволни за основните животни потреби, а камоли за експериментални телиња. Добре, Роберт. Ако мислиш дека е неопходно, тогаш да заложиме се. Да. Ќе смислам нешто друго. Ќе експериментирам со бели глувци. Уште утре ќе појдам кај аптекарот Херман и ќе земам 30 на бели глувчиња. Со бели глувци? Да. А каде мислиш да експериментираш со бели глувци? Па овде каде на друго место? Овде? Да. Добро, Роберт, ти одлично знаеш дека јас, ако видам еден глушец во куќава, ќе паднам во несвест. Ама не грижи се, ќе смислам нешто. Ема, да помогнеме малку овде? Добро. Готово. Ема. Каде се? Сега веќе не можеш да ги видиш.
Сега, Роберте, имаш добар асистент. Ке ме гризнеш. Сите 30 глувчиња се зарази и умре. Како тоа? Па, со крвта на заразеното теле заразив едно глувче. По 10 часа тоа умре. Со истата крв заразив уште едно глувче. И тоа умре. А истиот тој опит го повторив 30 пати. И што заклучи од сето тоа? Заклучив дека оние ситни микроорганизми во форма на стапчиња, што се наоѓа во крвта на заразеното теле, се вистински носители на антраксот. Сега ќе се обидам да го издвојам тој бацил од телото на заболеното животно. Како мислиш да го сториш тоа, Роберт? Се уште не знам, ама ќе размислам и мислам дека ги дадам до вистински резултат. Ема, Да, Роберт. сакам да ти покажам нешто. Погледни во микроскопот. Што гледаш? Многу мали влакна кои мрдаат како змиички. Што се тоа? Тоа се чисти бацили на антраксот. Што? Значи, успеа да ги издвоиш од крвта на заразениот глушец. Роберт! И уште утре ќе му пишам писмо на директорот на институтот во Бреслау, на Хер Фердинанд Кохин, и ќе го замолам да ми дозволи да го изведам експериментот пред него. Меѓу двете специјално изработени стаклени плочки кои што претходно ги загрев за да ги уништам другите живи организми, ставив една капка од течноста на воловско око. Одлично. Мощно, остроумно. Земал течност од воловско око, а таа средина е исклучително богата со хранливи материи. Точно? Ја. Точно. Да видиме што пишува понатаму. Во капката ставив едно многу мало парче од ткивото на заразен бел глушец. Ја. Потоа двете плочки ги ставив една врз друга. За да ја заштитам оваа смеса од други микроби, местата што се спојуваат со стаклените плочки ги премачкав со вазелин. Кога сето тоа беше готово,
Ги ставив плочките под микроскоп и ги наблюдував во текот на 2 часа. Пред моите очи малите стапчиња што можев да ги видам во ткивото на заразеното животно, почнаа да се делат и да растат и нивниот број толку се зголеми што наборгу ја исполнија целата капка. Браво. Од тоа заклучив дека стапчињата што ги наблюдував се живи организми, зашто растат и се размножуваат. Веднаш потоа зедов еден дел од капката и ја префрлив во нова, чиста средина од течност на воловско око. Се повтори истата ситуација. Експериментот го повторив 8 пати. Во 8-та капка забележав дека не остана ни еден дел од ткивото на заразеното животно, туку само бацили што се создадоа од бацилите кои го заразиле клувчето. Интересно. Да, и тогаш си постави прашање дали таа капка со чиста култура на бацили може да зарази здраво глувче. Зедов мало количество од 8-та капка од мојот експеримент и ја инжектирав во телото на здраво глувче. По 24 часа глувчето умре. Со тоа заклучив дека малите стапчиња што ги видов под микроскопот се причинители на антраксот. Да. Ви честитам, господине Кох. Вие сте првиот човек кој што со своји очи го видел целиот животен пат на еден микроб. Одлично. Хер Кох, вашето откритие ќе послужи многу добро за лекување и како превентив од антраксот. Да, јас веќе издадов соопштение во нашиот округ дека сега за сега најбитно е умрените животни од антраксот да бидат изгорени, да бидат запалени, затоа што веќе се докажа дека овие бацили не можат да издржат високи температури. Браво. Тоа сообщение ќе го објавиме низ цела Германија. Да се надеваме дека со тоа ќе застанеме на пат на таа ужасна болест. Честито, Херков. Благодарам. Честито, благодарам. Благодарам. Честам, Јарков. Хер Кох, што еднаш? Благодарам. Ема чуј го. И заради сето тоа, Боданичкиот институт ви ја доделува годишната награда за оригинално научно откритие во вредност од 1000 марки. Воедно, за оригиналноста во техниката и методот при изучување на микроорганизмите ви ја доделуваме титулата основоположник на бактериологијата. Роберт, ти честитам, мил мој. И тоа не е се, слушај понатаму. Исто така имаме чест да ви соопштиме дека сте примени за член на Императорскиот хигиенски совет, а особено не радува да ви известиме дека ви е доделена куќа со современа лабораторија во Берлин, каде што ќе можете уште во текот на овој месец да се преселите заедно со своето семејство. Не. Па немој на масата. Немој тука. Ајде. Ова веќе не води никаде. Само што не доаѓаш на спиење, туку јадењево од пред 2 дена не си го ни доправ. Се мамиш, мила моја. Го допрев. Овие варени компири од пред 2 дена. Моите компири? Да. И телешката чорба ми помогнаа да дојдам до ново откритие. Случајно забележав на компирите дека се создаваат некакви црвени дамки. Кога ги ставив под микроскоп, заклучив дека тоа се микроби од еден ист вид. Со други зборови, тоа значи дека секоја дамка на компирот представува чиста колонија на еден вид микроби.
Со тоа дојдов до одговорот што го барам веќе подолго време. Телешкиот булјон, Што не го например, изеде? што не го изедов, кога се излади, се создаде во него една желатинска маса. Во него со игла ставив еден нов вид микроби, кои што многу брзо почнаа да се размножуваат и да си создаваат десетини колони микроби. И сето тоа во сервисот што ми го подари мајка ти? Роберт, како ќе го измијам? Роберт, Мила моја, ова е големо научно откритие. Сега веќе е многу лесно да се посее бацилна болеста во една материја и да се дознае какви микроби има во неа. Јасно ли ти? Јасно ми е, Роберт, но и покрај сето тоа те молам. Мораш да јадеш. За да докажеме дека еден известен микроб е причинител на една известна болест, мораме тој микроб да го најдеме во телата на сите заболени од таа болест. Второ, треба да се издвои тој микроб од болниот организам и да го култивираме надвор од живото тело во чиста култура. Трето, со таа чиста култура од микроби треба да заразиме здраво животно со истата болест. Четврто, тој микроб би требало да се најде повторно во заразеното животно, да се посее во хранлива средина каде што тој ќе израсне во чиста култура. Ете, тоа се, господа студенти, моите основни принципи кои што ги почитувам во работењето. Повелете, колега. Чувствувам дека сум близу до откритието на бацилот што ја предизвикува туберкулозата. Применувам некои нови методи за неговото издвојување, но се уште не можам да најдам таква хранлива материја каде што тој ќе успее да се размножува. Господин Кохињ, дали би сакале да ми помогнете во овие експерименти? Секако, господине Кох. Нашиот институт во целост е на располагање. А ние, од своја страна, како универзитет, ви стоиме на располагање и ќе ви помогнеме со се што е во наша можност. Благодарам, господе. Благодарам. Па се надевам дека за кусо време ќе го израдуваме светот со ново откритие. Господа, денес се собравме овде, зашто колегата Кох има нешто да ни соопшти. Повелете, хер Кох. Благодарам. Господа, јас успеав да го откријам вистинскиот причинител на туберкулозата. Тој е еден бацил, кога што едноставно можеме да го наречеме бацил на туберкулозата. Патот до ова откритие беше релативно долг, неизвесен и напорен, но сепак еве не тука. Прво што требаше да направам беше да формирам доволно хранлива средина од серум на добиток. Кога серумот се стврдна во една желатинска средина,
ставив честички од лимфните жлезди на морско прасе, кое што умрело од туберкулоза. Остроумно. Да. Тогаш ја ставив епруветата во инкубаторот на таква температура која што ја има морското прасе. По 15 дена забележав дека масата се зголемува. Го погледнав примерокот со микроскоп и ги забележав повторно оние влакнести микроорганизми што ги среќавав кај заболените животни од туберкулоза. Нешто подосна тој бацил го внесов во здрави тела на зајаци, на кокошки, глувчиња и мајмуни. Нормално. По известно време кај животните се забележаа симптоми на туберкулоза. Значи, во нивните тела повторно го најдов бацилот на туберкулозата. Ете тоа, драги колеги, господа, потврдува дека е откриен бацилот на туберкулозата. Браво. Браво, величествено, браво. Браво. Рекорд. Господа, честитам. Професоре, простете и прекинете за момент. Што се случило? Што току ни јавија од Стокхолм дека ја добивте Нобеловата награда. Честитам од срце. Одлично, нели? Благодарам. Повелете. Одлично. Само... Сепак, ќе бев далеку посреќен доколку пронедев лек против туберкулозата. Не тревожете се. Воопшто не тревожете се. Вие сте на одличен пат. Сигурен сум дека ќе успее. Се сомневам. Сепак се сомневам. Мислам дека доктор Трудо сепак е во право кога вели дека сега за сега најдобар лек против туберкулозата е одмор. Здрава храна, чист воздух и сончева енергија.